Ако не можеш да ги победиш, искористи ги или во овој случај продавај ги. Тоа е ревидираната поговорка која Stellantis ја применува кога се во прашање кинеските електрични возила. Имено додека цел свет смислуваше начин како да се одбрани од престојната кинеска агресија, Stellantis лани есента за 1,5 милијарди евра откупи 20% од акциите на малку познатиот производител Leapmotor и што е поважно, се обезбеди со правата да ги продава нивните возила. Првите конкретни чекори од тогаш најавено веќе се на повидок. Од септември возилата на оваа марка ќе бидат пласирани на 9 европски пазари. Дека не се работи за моментално искористување на ситуацијата сведочат неколку работи. Прво, за разлика од сите други кинески производители кои се пробиваат на пазарот, меѓу државите во кои Leapmotor ќе стартува ќе бидат Романија и Грција. Тоа кажува дека Stellantis има прецизна комерцијална и индустријска стратегија и уште сега ќе ги испитува можностите за пласман на помалку атрактивните пазари. Второ, може би и побитно е што еден од моделите кои први ќе започна да се продаваат е градското Т03, кој ќе се монтира во Полска. Со својот електромотор од 100 конски сили и автономијата од 265 км ќе ги задоволи потребите на бројни, сега неопфатени купувачи, кои сигурно ќе ги привлече и со цената. Вториот модел е кросоверот C10, кој ќе настапува како поевтин опонент на Tesla Model Y, а до 2028 ќе следат уште 4 други. Најбитното е што Stellantis нема да се ограничи да го застапува Leapmotor само во Европа. Веќе до крајот на годината присуството на марката ќе биде расширено и низ Азиско-Пацифичкиот регион, на Блискиот Исток, во Африка и Јужна Америка. Планот предвидува 200 продажни места, кои до 2026 ќе нараснат на 500. Како што се чини, од ова можеби ќе се изроди ново ниво на глобална интеграција на кинеската автомобилска индустрија.